Океј, драги мои пријатели и пријателки, благодарам што имавте трпение вие да ме сослушате. Телефоните се отворени. Ако мене мојот слух добро ме дисџокејски подоглувен ме служеше, мислам дека имаме некого на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господје, во програм. Овдека Василка, секогаш кога е во неволја, јаде многу бурек и сака едноставно да сподели својата нервоза. Повелете, господјо. Бидејќи земав нова лична карта, оти не знам дали ќе можам после да одам сама да ја земам по нова, али тоа е чудно. Секој ден се зборува како чудно нешто. Не знам, марсовци да дојде, поќе ја направија личната карта. Новата лична карта пишува име и презиме, обавезно Северна Република Северна Македонија, име и презиме, кој државјанство македонско и на крај во продолжеток, во превод граѓанин на Република Северна Македонија. Ја мислам дека, бидејќи сум родена во делот на Македонија под Грција, окупација, ГРЦ, дали во некоја лична карта од Европската унија кој со сила не терат, постои и така да во личната карта месона илустрација. Мон? Со режија зборете, господјо, не застанувате. Добро? Да, во личната карта пишува ГРЦ. Дали секој може да разбери која е таа држава кај што сум родена? Ни град, ни ништо. Не знам кој ја напишал, кој ја составил. Ајде, повторува. Добро, што немаме горна камера. Да, вака. Ќе ви диктирам од мојата лична карта, нема да ви ја покажам. Значи, пишува Илковски Јанко на кирилица и латиница, пол М машки, државјанство националити македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Датум на издавање 21, важи од тогаш до тогаш, подпис, модпис, место на раѓање Скопје. А во која држава се родени? Полека, читам, живеалиште Скопје центар. Не гледам јас, оти исклучено ми е. Не, ама не е ова у кадар, јас сум во кадар, само на глас борам. Значи, место на раѓање Скопје. Да видам како е кај албанците, еве, има и албанските верзии, да видиме. Мислам дека кај сите градот ставена, не државата каде сме. Мислам дека место на раѓање е во изводот од матичната книга. Ама мене полицајцот нема да уверението за матично, нема да ми го бара, ќе ми бара лична карта. Добро, и што е битно? Мислам дека ние со личната карта не го идентификуваме нашиот идентитет кај сме родени, туку со изводот. Вие ако имате извод од 80-та година, тој може би не е валиден. Валиден ви е тој? Валиден е? Е, па таму што пишува? Мене ми е. Што ви пишува во изводот, господјо? Во изводот стои, тоа во 72 година, цело семејство, јас случајно барав извод, 72 година се воведе сите тие што се родена во делот на Македонија под Грција, да бидат како родени во Скопје. И вие сте родом од Скопје? Јас сум родена во Грција. Или дали имате документ некаков каде што пишува која година и каде сте родени? Тука не пишува ништо, само од каде сум родена, не пишува само од другата страна, ГРЦ, каде што стои улица Јане, ќе кажав. Зашто ми се зборите? За личната карта или за изводот? На личната карта. Значи... На личната карта од не кај што сликата од другата страна ГРЦ само стои. Грција.
Да, место на раѓање. Грција. ГРЦ, личам на шлепер, ама сепак човек сум. ГРЦ е Грција. ГРЦ, да, дата на место на раѓање. Господја, значи, у извод немате дека сте родени во Грција, во личната карта ви стои дека сте родени во Грција. Дали е тоа ГРЦ, ГРЦ, не Грција, ГРЦ. ГРЦ е скратено од Грција, како МКД од Македонија. Па не е како Македонија. Изгубите идентитетот. Јас зошто да не стои или пак не се гледа уверението за мислам крштелница. Крштелното каде си родена и што се родена. Ова е лична карта. Добро, господјо, на која, ја мислам дека на ниедна... Добро, ајде, не се мешам, окей, ве оставам, само сакав да расчистам, во ред нека биде вашето, ке има реакции и другите нешто ке добиат. Не, Да. они како наумиле ставиле, го губиме, јас сакам да кажам дека го губиме, не го губиме, сме го изгубиле нашот идентитет, а не сега како што се зборува од власта, дека ете не прочитале на македонски јазик, некои извеси прочитале ни посвоили. Не, према ова лична карта штуро, што мора да се стави граѓанин, а зашто јас сум женско, пишо таму пол, например, зашто граѓанка не? Да, господјо, ќе ве оставам. Еве, например, ја имам овдека една слика, каде што не знам дали е модифицирана или не, ја најдов сега додека гуглав, дека најверојатно за некој албанец е работи, стои дека националност е албанец, шкиптар и албанијан. Нема граѓанин на Република Македонија, Северна Македонија. Ова од 2019 некој... Ама тоа сигурно стара. Добро, господјо, окей, јас и вие у овој момент не се разбираме у оваа техникалија, но сакам да ве чујам све што имате да кажете. Значи, што е вашата теза? Што ви е проблемот? Бидејќи ова е со години, ова не е вчера. Не, ова е сега новата извадена, додадена, исто како тоа, само додадена дека граѓани. Нова за вас? Да. Другите со години назад. Еве, мојата е 21-ва. Не, мојата важеше до 20 и до 25-та. Ја реков дека вечерва не се разбираме јас и вие. Значи вака, кај мене стои граѓанин на Република Северна Македонија издадено 2021. Значи... Ама вие веднаш се изваделе по Северна Македонија, не? Ама ја немам избор. Мене која ми истекла, јас сум ја ова. Не можам ја вадам или не вадам. Значи, господјо, сакам да ви кажам дека ова не ви го направиле само вам, ова го прават на сите уште пред години. Не го реков тоа, дека само мене. Ја го викам тоа, дека пред години го прават ова. Значи, welcome to reality, што да ви кажам. Нели, чекавме да извадиме лична карта за да ни стане јасно дека сме граѓани на Република Македонија. Ама тука... Добро? Да. Добро? Тука пишува и на ова англиски City of the Republic of North Macedonia. Добро, господјо, нема да се расправам со вас, ќе ве почитувам, кажете што сакате, ве слушаме, да. Па, зошто да се додаде старата, може да се стави како што е старата лична карта, Република, овдека да се додаде Северна Македонија. Али што е она граѓанин, кога веќе има македонско државјанство, автоматски, ако си имаш американско граѓанин на Америка или Француз, зошто да се нагласува повторно овам? Затоа јас и ве молам, се извинам, може што... Не, ворете, сосема, јас само сакам да... Зошто да се нагласува дека сум граѓанин повторно на Северна? Се стои на Северна, немам никакви проблеми. Го смени името и сега и описот ќе ни го сменат, али зошто да стои на англиски City of не знам да читам на англиски, Republic of
едино тоа оф, знаеш кога ле лекам, нешто ме боли оф, а ова многу ме заболи. Зошто да стои граѓанин, тоа на сите е тоа, не е само на мене. Сите, јас се фатив и просто као да се парализирам. Зошто да се нагласи дека сум граѓанин? Тука пред мене и старата не пишува ништо дека граѓан е едноставно македонско за државлjanство. Друго ништо не стои. А сега нагласено дека сум граѓанин на Република Северна Македонија. Тоа мене ме интересира дали има некој тоа да го лектира или да го прави, не знам. Господи, ово е закон донесен у парламент. Вакви работи некој сам не може да ги прави. Значи, за ова е дебат... Не тој што ги куцал. Може да завршам реченицата заради гледачите, не само заради... Во ред. Значи, сите овие уредби... И со ме изненервира. Сите овие уредби... Да завршам реченицата, ќе ве оставам. Во ред, се извинам, молим те. Нема проблем. Значи, сите овие работи, конфликтни, збунувачки, точни, неточни и така натаму, биле на парламентарни седници, за нив се дебатирало, било како предлог закон и како такво се носи, се објавува во службен вестник и така натаму. Значи, факт е дека се ова било јавно. Колку сме влијаеле ние и дали сме можеле, тоа е друго прашање, но ова не е никое самоволие на некој службеник кој си го направил сам. Значи, све ова е завршено. Господјо, на сите им објаснам, не само вас. Завршив со ова, повелете вие, продолжете. Јас многу исто така ме нервира кога средбата што ја има Мицковски и Ковачевски, одма даде Мицковски и то одеше на телевизорот дека ќе има директен пренос. Многу убаво ги изложи Мицковските неговите барањата уствари на партијата и барањето на премиерот. Сега цело време се как се вика, лажи се стават. Де прифатил, де не прифатил, де ова, де она. Просто не знам зашто новинарите да кажат дека биле присутни на тој прес, дека така и така кажала. Си молчат новинарите и продолжуват да се лаже. Јас сум некако заврзана за телевизорот, само овие политички топ теми гледам. Све лага до лага. Не знам до кога ќе не лажат. Навистина, јас сум стара. Патот не ми е во Европа, патот ми е до Бутев, уште малку. Али ова да се кажува лажи и новина да молчи тој водителот, топ темата што ја води, тоа мене ми е страшно. Воопшто да каже дека не, изјавата тоа е тоа. Нека се цитира изјавата од ова што и понатаму денеска слушав и понатаму тоа го става. Благодарам многу и се најве... Ја ви благодарам вам, господјо. Немам добри одговори на се во ова, нити сум се запознал, нели ад хок и така натаму, а може би некој меѓувреме нешто и ќе појасни на овие думи. Да. Ја искрено не сум ја ни погледнал. Мене документ само ми служи за да го симнам од врат полицаецот ако правилно или неправилно ме легитимира или да извадам така натаму. Мојот идентитет не е тук. Овде може да пише Јанко Сотоно една свињо дебела, говнар си, таков си, пардон, my French, што сакаат можат да ми напишат. Идентитет овде се носи. По мене. Тоа не значи дека нема да се побунам да барам правилно. Ама ако веќе, ја животот нема да си го упропастувам заради некој. Но прва следна прилика, сигурно тие што тоа го прават, ќе си сносат одговорност. Не зборам од мене или утре од некој или закан. Едноставно,
како ви реков во моја тирада, што и да правиш, одговорност ќе сносиш. Не знам каква. Божја, народна, правна, меѓународен суд, локален, семеен, појма немам. Нешто доаѓа. Некои го викаат карма, некои го викаат ентропија, некои го викаат баланс на универзумот. Тоа е тоа. Телефоните се отворени. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер и поздрав до емисијата. И емисијата ве поздравува. Сите ги поздравувам. И ќе речам и всичките ги поздравувам. Български. Хубаво. Ама гледај се. Гледам. Знаеш, таа политика е широк поим. Гледање на широко и на долго работите. Тоа е настанало уште од античкото време. Од политико се широк поим. Не разбират луѓето. Треба да се сплотиме еднаш и да бидеме човеци. Што тие делби на овај Балкан се? Треба да живееме како човеци. Кој живее тука? Македонец е. Или не знам како. И доста тие делби, тоа се некои... Ја многу пати сум зборел. Не се мешам во политика. Сите зборове тие поголемите, зашто завршуваат на ција? Трансформација, транзиција, експлоатација, коалиција. Ако видиш зор, коалицирај, така ли? Коалиција. Се завршува на ција. Не разбираш? Полиција. Беше ми за време на социјализму, милиција беше. Така ли беше? И панаци. Извини, ама глед, доста тие војни, тие на Балкану, разбираш? Луѓето треба... Не разбираш? Како Луѓето умират кај нас како секој... луѓето да престанат и да те послушаат? Кажи ми, не те слушаат. Не, јас сум еден камен на еден рит и ти си еден камен. Ти си малку у позиција што си новинар, јел тако? Не знам дали ме разбирате. Доста тие делби, секој ден свето умират и денеска од погреб иза. 10 души измреа за една година. Кумашин, и кој ќе ме жали? Значи, треба да се сплотиме малку, да се соединуваме, да бидеме луѓе кој ти е тешко, треба да му помогнеш на човек. Ме разбираш? И не ти, и јас, и сите. Така ќе се оправи. А не да се посмееме, а на ова му е тешко, овај вика и он нека умре. Не е така. Ме разбираш? Ја така го сваќам животот. Треба да се помагаме кој е тешко на човек, а не кој е лесно и баба ќе шарен зелник ќе меси. Разбираш? Не се смеј. Добро, окей, фала ти. Чим не за смеење, извини, ујади буреке, све за смеење. И кога е за плачење, за смеење. Поздрав, фала ти многу, фала ти за овие Џон Ленон пораки, да се сакаме, да бидеме добри, да се љубиме, да се обединиме, да се почитуваме, да прекинат овие омрази и војни, како што ги викаш. Благодарам многу. Одамна никој вака не зборел баш онака малку хипи, знаеш, не политички, туку поише за љубов, сплотување и разбирање. Мислам дека, знаете што, таа приказна од 60-тите која ќе ви стане се поблиска и поблиска на ова отуѓување, на оваа трка за профит, кој за профит, кој за преживување, кој за да излезе од понижување. Нам ни фали. Имате онака, се собирате у мало комши, кафе, пиење, вака при крај на денот кој ќе заврши топлото? Знаете ли колку сте благословени? Јако у моето мало, каде што сум од раѓање со жена ми кога дојдовме, и го имаше тоа. Сега сопругата ми се јавува пред емисија, вика, она вратена од работа, ја на кај работа. Вика, немам со кого на кафе да седнам. Знам. И тоа ме боли. А не можам да постигнам и да бидам со неа,
и да бидам тука. Ама, ете, у Скопје се повеќе луѓе, а луѓето се поосамени, и се поразделени, и се позакрвени. Добро вечер, дали имаме некој? Океј, отворени се телефоните за вашите јавувања и чекаме до следниот гледач. Ете, Маричич ни јавува, може компјутерот да видиме што се најновите вести. Маричич јавува дека се одобрени 100 милиони евра европски средства за поддршка на државата. Што значи, избори се ближат, најверојатно ова ќе биде искористено за популистички мерки, за редовни исплати на плати и пензии во фонд кој е девастиран, нели? За да се остане на власт во оваа катастрофална, да речам, рейтинг ситуација на оваа власт. Во секој случај, ние не можеме да произведеме 100 милиони евра пари за да може да му се помогне на народот, затоа што откако дојдоа, ниту една инвестиција немаме. Колку и да ги сакате или мразите, колку и да ги почитувате или не, факто станува дека нема инвестиции. Се што гледаме од инвестиции е она што беше до 2017. Ало, дорече? Добро вечер, повелете, во програма сте. Пошто спомна наша фантастика, не знам колку пратиш се ова најнови објавување американците што ги прават за вонземски бродови дека имаат. Тоа го правам, ама повеќе од тебе се надевам дека ќе ми кажеш нешто плюс за офанзивата на Украина, но може и за двете теми, ако не ти е тешко и имаш време. Офанзивата на Украина не би зборувал, пошто тоа изгледа една голема игранка кај што луѓе гинат без веза, а уствари финтата е како сега доларот да не биде светска валута и да се замаскира дека принтањава сега. Да работа е тоа по мен. Добро. Пошто инфлацијата сегде удира ненормално. И у Русија, и у Америка, и кај нас. Значи, тоа е на светско ниво више. Имам едно цело предавање, кое го имам и снимено и подготвено, но што ја знам. Добро, во секој случај, во право си, постои, објавија снимки и потврдија дека редовно голем број на летала кои ги надминуваат дури физичките закони, се сретнуваат пилотите и дека немаат добро објаснување кај ги најдов вестиве. Не тоа, него имало сведочење у Конгресот више од знам дека има, имаше и НАСА 4 часа емисија, ја симнав и така. Ништо, тоа е све, нема врска. У Конгресот е битно што се дешава. Добро. Значи, тамо донесува закон за свиркачи да објават што учествувале у тие проекти. Повтори? У Конгресот амерички. Да. Викаат, закон донесува кај што ги ослободуваат од било каква одговорност да сведочат за вонземските бродови што ги имаат американците. А истовремено ги имаат и русите и кинезите. Тоа се паднати бродови. Сега, тие бродови, зашо се паднати? Викаат дека тоа е некој окршај уствари меѓу вонземските цивилизации над земјава и дека паѓаат по време на тие бродови. Се американците и русите се работат како да ги... Што по тебе е заклучето дека што се тие? Вонземски бродови се од други планети. Добро. И што прават? Зошто не прават контакт со нас? Што се дешава? Што прават? Не, има контакти, само тоа се држи у голема тајност. И од америчката влада, и од русите, и од кинезите. Аха. Значи, елиените само со... А зошто не контактираат? Зошто не контактираат, например, зошто со нив контактираат не со французи, италијани, македонци? Карикирам се. Па не контактираат зашто они сега фактички се борат меѓу себе. Тие вонземските цивилизации по времено паѓаат тие бродови. А викаш дека војна се води. Види. Да. Ова што така збори американецот, тој што го слушав. Ова е книгата врз која
Значи, ова што го кажуваш, ова е суштината на книгата на сајентолозите, демонолозите, кои велат дека постои некоја цивилизација каде што се води војна и сајентолозите, нивната секта, во Не, суштина знам за тоа, тоа на е што Хабарт, Тоа е старо, да. ова е Хабартовата теза што ми ја кажа Да, ма сега. тоа е старото, што 60-тите. Па значи точно е, сега го Ма потврдуваш. ја ова зборам сега за сега што сведочат. Ама Конгрес што е битно сега или пред 60 години? Ова е збориме, тоа е смешен цивилизацијски поинтата е циклус. што америчката влада не знае за тоа, разбираш? Тоа се тајни проекти црни, што ги водат некои Magnificent 7, тако, 12-ка, што се познати како група на времето уште Рузвелт што ги формирал. Уствари Труман. Дека они први контакти имали уште 50-тите години. Рузвелт, кога паднал првиот брод. И се американците и русите сите тие бродови ги имаат, да речеме, и сега како да ги развијат. Ама не може таа технологија е толку напред што ти не можеш да ја направиш. Они се трудат овие 60-70 години како да ја направат. Пошто ги имаат тие бродови, паднати. И сега овој сведочеше у Конгрес типот. Тој беше маринец еден, 36 години. И сите го есапат дека е будала. Он им вади снимки на DVD, кај што има со такви воземски, кај што комуницираат луѓето. Исто како овие елиените што ги гледавме во филмот, така изгледаат на една слика. И сега како тоа да не го земеш у предвид, дека тоа е стварно дека се води некоја голема игра тука. Затоа намерно се крие тоа. И го кријат сите, и руси, и кинези, и американци, викат. Сите ги имаат тие бродови, ама не знаат како ги направат. И тоа има сведочење у Конгресот. Закони им донесува кај што може да сведочат и дека нема законски да одговараат, пошто тие ги ликвидираа на времето. Сите тие што сведочат. Ти има тие сведочења у Конгрес да бараш, тамо ги има. Типот се вика, како го вика, Джерард, така нешто, Крашов ли, Крашлив се викаше, не знам, Девид Краш, така нешто се вика типот. Што сведочи у Конгресот. И им извадил снимки, што комуницирале тие тајни, да се тајни проекти, што вика нема, ни владата америчка појма нема. Така што сега тоа, зашто се провалува сега, викаат поинтата дека може стварно ќе се појават за 2 до 3 години тие цивилизации со бродови стварни. Така ќе видиме дали е тоа тачно. Али викаат дека тоа е. Уште викаат дека уште Мусолини имал таков брод паднато уште 33-та година. Може да замислиш. Што американците го земале од Италија. Студио, можеш ли да го повториш името на човекот од прилика? Мислам дека Девид Краш се вика. Девид? Раш или Краш, не знам тачно да ти кажам, али млад човек е, 36 години. Кај што имаше и емисија, он фактички на телевизијата со типот, кај што зборуваше. Сега сите го есапат дека е будала, дека лаже. Али он вика дека Овде има вика овако, дека се работи за некаков ветеран. Па не е ветеран, сега баш работи на тие феномени. Ги викаат сега, не ги викаат УФО, него Ериел феноменон, така нешто. Вака, УФО значи неидентификуван летечки објект или unidentified fly, да завршам. Unidentified flying object, што значи неидентификуван објект за кој не се знае што е, а не дека е елиен. Елиен ние предпоставуваме, бидејќи никој не рече, ја ги слушав сведоштвата, никој не рече дека е тоа од Марс, од Венера или од друга димензија. Но велат, има нешто, се однесува многу чудно, се однесува неземски и не знаеме што е. А дека е вештачка творба. Дека имаат бродови такви што ги проучаваат. Паднати. Океј. Значи, тоа е поинтата, не зборам ја за овие светла разни што покажуваат, тоа нема врска. Он вика дека имаат такви бродови. На другиот профил на YouTube. На Јанко. А тоа има сведочење у Конгресот моментално. Пошто кај што со законот можам да го најдам сведочењето. за кажување.
Добро, ова е малце со кукли праено, иако има интересни. Чекај сега малце, вака, дебаг. Ова е кукла. Океј. Не, то остаги Вака. тие. Ова е реална снимка од пилот кој има налетано на нешто, не може да го. Ова е кукла. Тоа е дури и ја подобра ќе направам. Трето, не, вакви видеа има колку сакаш. Ова сега. Ова што го гледаш. Ова што го гледаш. Ова е лансирање на ракета. Ракета нарече Релан Маск која ќе... Не ти кажувам тебе, остани на линија. Да им објаснам на луѓето малце што гледаш. Бидејќи многу лаги се користат, гледаш, чим ти прави мало зелено, има некоја зафрканција. Така да добро, вие све ги има милиони такви. Мене, значи, за валидно едино што можам да земам е пилот на авион што снимил. Ова е единствено што кога ова искача, значи стварно е отидено. Но има една друга теза, да ти кажам. Тезата ја кажа ти, велиш доларот и големиот ресет, што се обидуваат да го спречат, така? Не да го спречат, него печатењето на доларите да го скријат. Океј. Ај, да речем. Намалуваат вредноста на парите. Во ред. Океј. Да не правиме семантика, нели? Дека има голема политичка игранка светска. Да. У моментот кога доларот и американската држава, каква што ја знаеме, ваква агресивна, со илјадници бази низ целиот свет, која треба да се ресетира во нешто по-прибрано, во моментот на нивната најголема криза и меѓународна, да речем, незадоволство, сакање да се откачат, добиваме ние наводно заради Трамп прво корона криза и потоа имаме војна во Украина, која е уствари прокси, која што и сам рече дека е голема игранка. Сега кога и овие игранки не поминуваат, ни вадат со воземјани. Ја мислев така, ама значи, викаат дека имаат снимки. Значи, и да е вистина и да не е вистина, не знам дали и нешто ќе смени. Но дека, кога имаш некоја криза, кога, како да ти кажам, сега замисли ја, среде емисија, се унередам. Така? Така да. И сега не можем да прекинам. Да изведеш некоја керефека и да сега одлучиш внимание. ќе направам 300 керефеки, ќе ви пуштам едно, друго, трето, за да не ме примет. Ја вулгаризирам работата. Се замисли ти малце поинтегрирам. Прави на светско ниво, тачно, имаш право. Ова за УФО го знаеме ние уште од кога? Што им текна Ама ние го знаеме, ама тоа до сега беше теорија на заговор, разбираш, ги прави будали. А овие сега се воени службеници што зборат. Сваќаш, не се шалабајзари. Така да, не се обични дудоци што видели у плани на УФО. Фактот дека изгласале закон, тоа е добро, што значи дека овие луѓе кои се со интегритет, на страна не е важно дали е пилот на америчка или било која војска, 10 некад, еден меѓу нив има човек, има многу луѓе, личности кои се со голем интегритет и кои попрво ќе ќути, одошто да излезе да сведочи за нешто за што ќе биде прогонет, казнет и исмеван. Вака со овој закон... Така, и закон име дозволува дека може да зборат. Сега нема кришно да договарат. Така. Сега ќе видиме допрва што ќе биде и како ќе биде. Ја следев 4-часовната дебата каде НАСА и Пентагон и представници на американската армија ги прикажаа сите докази кои ги имаат. 4-часовна пленарна седница, јавна, 30-40 научници, гости од цел свет и така натаму. Цела е снимена и преведена на македонски, ја е подготвив, може би ќе ја пуштам, но е, како да ти кажам... Има ли тамо такви докази дајано? Не е овие како видеава, ја знам, види. Тоа не ги сапам тие. Викаат дека имаат висока резолуција видеа на бродови. Значи, ова е вика
многу рационално зборат. И знаеш, ја препознавам рационалност кога не забегуваш или не те манипулира. Значи има многу научници и луѓе кои што се согласуваат дека имаат интегритет. И ова е она што они го знаат. Ја мислам дека покрај ова што има оваа манипулација, да речеме некоја мала група која им пушта на луѓе со интегритет и овие веќе загрижено и реално реагираат. Но има и една ситуација која мене ме замислува. Проблемот е што они не можат како врвни умови, не си дозволуваат шпекулација како у SF филмови, како што ја и ти можеме да си дозволиме шпекулација, ти текнува бидејќи шпекулацијата е mind. Така да јасно ми е тоа све, Да. ама ја ти кажувам ова И овие сведочење, не Конгресот можат- има тајни сведочења. Интересно е што не можат да најдат, што значи дека и тие кругови, ако и ги имаат тие бродови по 30 години, уште не им е јасно што е. Викаат дека Не заради може тоа да, НЛО зашто тоа е многу висока технологија, не може да ја свата. направиле технологија за невидливи авиони. Тоа Ема исто ус- тие кога на некоја мравка сега да Ама покажеш ени им технологија го на мобилен телефон. срушија авионот. Значи, а втора работа. Сега Тесла, Ајнштейн биле глупаци, не ја мислам дека биле гениалци. Значи, знаеш, ама тезата, све што е напредно и прогресивно, дошло од елиени. А што сме ние? Глупи? Нема свети дух? Не сме човечки, не сме Божи творби. Знаеш, тука е малце, таа игранка не ми е јасна кон што води. Исто како короната што не ни беше јасна кога се појави, што е работава сега. Ти И текне? со Тесла има друга филозофија зашто се крие Тесла открие неговите откритија. Добро? Зашто финтата е да не се уништат индустриите нафтени што се форсирале у тие години, кога бил Тесла. Зашто тоа све пропаѓа и бензински мотори, нафтени, дизел и све, замислите бесплатна енергија, он викаат дека направил кола што може да иде на антена. Еве го најдов. Абе, преска го пуштив, ама заради вестите го тргнав. Еве го Девид Грешам, на вести, на News Nation, ми испрати еден гледач на YouTube, и викам, зошто пак, викам, истово го пуштив, ама го прекинав. Еве го неговото сведоштво, па дури може ми да го... Сакаш да го Па пуштиш? тоа да се одјава, можеш да го пуштиш, да. Колку ова трае? 11 минути. Па Да, мислам, човечко е, да, ќе се одјавам. па мислам дека заслужува да го Да. изгледаме. Да, ајде, пријатно. Чекај, толку беше? Толку беше, окей. Дали имаш некој на линија? Има. Одиме со следниот гледач, со него заврши, па ќе го пуштам видео во сведоштвото на Девид Грешам, во некоја скратена популистичка верзија, да речеме, што ме завести, да биде појасно на сите за оно што говореше гледачот. Вечер. Добро вечер, повелете. Па без да навредам гледачот, Јанко, тоа се вонземски глупости. Сиот мој живот го поминав како авиоинженер во сообраќајна авиација, во сообраќај. Ниту УФО видов, ниту чини, ниту монци, ништо. Значи, Холивуд, Јанко. Холивуд, ништо друго. Викаш дека е ова све... Зошто тогаш ни се продава ова? Абе, Јанко, Холивуд е. А каде им исчезна 35.000 ленти или колку беа на слетувањето на месец? Какво слетување на месец, бе, Јанко? Лага. Една обична шарена лага. Ако некој можеше да слета, може да тогаш русите. Но таа технологија и тие тогашни одела кои ги штите астронавтите, немаше теорија тие живи да се вратат. А зошто русите го премолчаа ако било важно? Зошто? Па, тоа барем не треба да се објаснува. Јас имам намера да се јавам само за Украина, но ме инспирира гледачот што го следев пред тебе и таа занесеност, сите тие холивудски лудости, какви вон земјани бе, Јанко, тоа се шарени лаги за народ, што би рекле хрватите за пук, за обичен прост народ. Ги лажат луѓето со разноразни холивудски приказки, а реалноста е трагична, Јанко, она не е игранка, она што се случува во Украина. А без стотици луѓе гинат, дечиња најмногу. Таму се рушат домови, таму се уништува, американецот буквално е уништува Украина. И нема
шансе никој да го запре. Не постои за сега. А еднаш јас се јавив, тогаш ти ме исклучи, но добро, се случува и ти имаш сигурно некои репери таму за исклучување кога ја спомнав Америчката амбасада, но ми е жал за украинците, бидејќи се словенски народ. Таму се убиваат Словени, Јанко. Од мали деца до најголема возраст, страдат во најлоши услови. Мои многу пријатели изгинаа таму, со кои што работев, со кои делев и добро и зло. Руси од Украина. Какви украинци? Такво нешто нема. Тоа се Руси од Украина, кои за жал паднаа под таква машинерија, под таква една пропаганда, што се буквално веќе крајот, знаеш, не постои кога најмилото ќе го изгубиш, крв падне и сега не знам каков ќе биде крајот во Украина, навистина. Жал ми е што толку се како, знаеш, најголеми лешинари настрбија на словените, на словенските народи. И дојдовме во позиција да словенските земји, почнувајќи од Македонија, па завршувајќи со Полска, да сите ги насочат кон русите. Ниједен нема да учествува од Западот. Словените да се колат помеѓу себе и да ги однема. Жално е, навистина жално, бидејќи ти велам повторно, тоа не е игранка, тоа е човечко страдање и Шолохов, неговата човекова судбина, што ја има напишано, сега се случува во моментот. И велам, не знам како да придонесам самиот како човечко суштество, да дојде мир во Украина, да се смират тензиите, да се прекине војната и словените да се вратат на преговарачка маса, да стивне војната помеѓу словените. Англичанецот Амерот и натаму пали, да ги однема, да ги снема. Жално, јас тогаш посочив СВ знамења, уште тогаш Мајдан кој беше НАТО, амерички знамења, и се чудев зошто е тоа така. Зошто? Но резултираше со епска војна во Украина, на која веќе не се гледа крајот. Така да, овие вонземски глупости кои ги лансираат од кујната на Холивуд, не е прв пат. Ниту имало, ниту ќе има, барем за сега не. Цел живот го поминам на авиони во сообраќај, такво нешто немаше. Ниту скоро нешто ќе биде. Тоа се претпоставки, тоа се хипотетички некои ситуации. Можно е, не велам, но во реалноста не сум доживал нешто слично, а цел живот го помина во сообраќај на небо на 10-11 илјади метри. Никогаш такво нешто не било приметено. Ако е тоа се, ја ти се заблагодарувам. Јас само уште еднаш велам, го молам Господа да подари мир меѓу словените, во спротивно нашата голема словенска нација дефинитивно ќе биде осакатена по желба на Амерот, на англичанецот. За жал, работите така стојат. И секој е добро и поздрав. Благодарам. Абе, табла вртите горе со јадачки. Ти на мене, ја шешбеш капија, еве ти се, пацер. Океј, драги мои, тука ја завршуваме емисијата и одиме со видеото за сведоштвото. Интересно, гледачот последен што се јави си има свој став, како и другиот. И двата се исчашени. Едниот се смета дека е рационален, уствари двајцата сметаат дека се рационални, и го сметаат некој сегмент дека е теорија на заговор, а ваму заговор немало слетување на месечината, а НЛО било глупост, а ова било... Мислам, тоа е светоглед. Ние имаме право, и јас се залагам, да имаме свој светоглед, па макар бил и погрешен. Не е важно, не сум јас критериумот. Ја, според некој мој критериум, лично за себе ќе си кажам. Според законските ја морам да го задржам. Дали ти што и како ќе збориш, па ќе бидеш исклучен. Дали може би ќе сгрешам или не, дали ќе те повреди, ама уопште не ми е гај. Ја имам одговорност пред законот. Таа одговорност вие не ја споделувате со мене. Не зборам за последниот гледач, за сите зборам. Некој сакал да каже, едно се сеќам,
на хейт ме удрија зашто една жена ми се јави у емисија и вика јас со нож ке го колам Зоран Заев. И ја прекинав, па дури пријавивме у полиција. Зашто? Па ти си предавник, па она патриот. Знаеш што? Ако е она патриот, јас сум предавник, повелете, дојдете прво заколете ме мене, а не зе, одбранете ја законски, дајте и пари за адвокат и докажете дека закана со убиство јавно е дозволено. Пошто ја морам да ја штитам телевизијата, не само себе лично, еве себе лично најмалку. Имам вработени која ќе биде казнето заради такво едно паламудење, ќе биде казнета телевизијата, ќе биде казнета емисијата, ќе бидам казнет ја зошто не сум читал мисли па да прекинам, или зошто не сум се оградил, или зошто не сум пријавил. А вие од безбедно, сейф, да плюкате по мене. Ако бе, плюкајте. Супер. Ако вие сте добри, јас сум лошиот, јас сум среќен што сум таму. Било што само да не сум со вас. Затоа што ви реков на почеток. Што ќе кажа? Абе, затни се горе. Јас сум дете од радио. Двајца кога зборат, ја не можам да функционирам. Јас сум учен еден да збори во едно време. Зборат ли двајца, тоа е веќе... Абе, говор кога држиш на стадион, ќутат и те слушаат. Па не знам. Океј, thank you and fuck you, ништо. Не е прв пат да си ја усерам собствената емисија, ама мојот мултитаскинг е толку. Еве го тоа, видео, отиде све. Ајде, чао. Recovered by the U.S., kept classified by a secret government program for decades. Tonight, a world television exclusive you will only see on News Nation. Welcome to Elizabeth Vargas Reports, earning your trust every night. UFOs exist. The U.S. government found quite a number of them, and they are indeed of non-human origin. Those are the explosive allegations from a former intelligence officer tonight in a whistleblower complaint that the Inspector General is taking very seriously. 36-year-old Air Force veteran David Grush is exposing what he calls a top-secret military program that has reportedly found wreckage of fully intact UFOs. The government now calls them UAPs, or unidentified anomalous phenomena. For years, there have been whispers and rumors that the government had aircraft of non-human origin. This report is the first evidence it might be true. The Inspector General has called Grush's complaint urgent and credible. Tonight, we have a World Television exclusive interview with the whistleblower in which he claims we not only have the aircraft, but the government has been keeping much of its secret from Congress and from the public. News Nation senior national correspondent Brian Enton is here with the story, and this is a blockbuster. It is a blockbuster. It's really hard to wrap your mind around this. I've been working on this for the past couple of weeks. I'm still having a hard time processing all of it. Over the last couple of years, it sort of became mainstream to discuss UFOs. The government has released videos. They've acknowledged that we don't know what some of this stuff is out there that we have on camera, but this really takes it all to another level. For the very first time, the world is about to hear from a former high-level U.S. intelligence officer who says the government has some of the unidentified craft in its possession. He is revealing these exclusive details about the secret government program. We're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh my gosh, dude. Wow. We have all seen these blurry videos of unidentified flying objects. Video evidence, if you will, that old tales of UFOs may not all be conspiracy theories. In recent years, Congress starting an official U.S. government Unidentified Aerial Phenomena Task Force, recently renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or AARO.
And now in a News Nation exclusive, David Grush, an Air Force veteran, former member of that task force, and veteran of the National Geospatial Intelligence Agency, is formally blowing the whistle on secrets he says no one has ever shared publicly before. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Coulthart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. Grush alleges the U.S. government has recovered non-human craft for decades. He's filed a whistleblower complaint saying he gave what he calls the classified proof to Congress and the Intelligence Community Inspector General. News Nation has confirmed David Grush's credentials and resume. We've not seen or verified the alleged proof he says he's provided to investigators. He says he can't show us the proof for national security reasons. He also tells us he's not seen photos of the alleged craft himself, but has talked extensively with other intelligence officials who have. If you're right, if you're telling us the truth, everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical and immoral. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species of Well, non-human? naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. It's also harder for people to wrap their minds around the concept of a crashed object from somewhere else. It's easier to accept that, yeah, we see things in the sky that we can't explain. Journalist Leslie Kean broke Grush's whistleblower story this morning in the debrief. Ms. Kean's career has been mainstream and credible, having written a series of reports on UFOs in the New York Times dating back to 2017. He has the credentials, but there's no documents that he's handed over. There's no pictures. And as a journalist, you want to see documents, you want to see pictures. Does that raise a red flag? Not at all, Brian. I mean, you mean documents that actually describe the craft? Correct, yeah, like government documents, or to be able to see it for ourselves. Of course, don't we all want that? And the problem with that is all of that information is classified. As we said in the story, everything that Grush told Congress and told the Inspector General of both the IC, the Intelligence Community Inspector General, and the Department of Defense Inspector General, all of that information is classified. In 2017, Kean reported exclusively in the New York Times that the Pentagon had a secret UFO program. 3 years later, the Pentagon confirmed her story. Her latest report is even more explosive, but Kean says she has multiple sources who back up Grush's story. I believe it because of all the sources I have who have told me the same thing. So who am I to doubt these very, very high-level people who have been inside these programs for decades, have done their work, and are all telling me the same thing? I mean, I don't think there's some kind of conspiracy among all these people who don't know each other to make something like this up. So I've got to be blunt about this. You're not making this up. This is not a lie.
No, absolutely not. Because everybody watching this right now is looking at your face. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm sitting here at great personal risk and obvious professional risk by talking to you today. And just within the last 10 minutes or so, the Pentagon has released a statement to News Nation about this report. They say to date, AARO has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of extraterrestrial materials have existed in the past or exist currently. AARO is committed to following the data and its investigation wherever it leads. AARO, working with the Office of the General Counsel and the Air Force Office of Special Investigations, has established a safe and secure process for individuals to come forward with information to aid AARO in its congressionally mandated historical review. AARO's historical review of records and testimonies is ongoing and due to Congress by June 2024, and AARO welcomes the opportunity to speak with any former or current employee or contractor who believes they have information relevant to this historical review. And Elizabeth, we know that David Grusch, he's filed that whistleblower complaint. He's been on the record under oath testifying to many of these things that he said in our report tonight. Right, and it's important to point out that this statement from the Pentagon, from AARO, Grusch is alleging that this top secret program is keeping it a secret from AARO. So. Yeah, exactly. And if Grusch is, what he's saying is true, you know, the spokespeople, all of those folks at that level wouldn't even know this was going on anyway. All right, I got to ask you, you know, he has a compelling story to tell. Very little of it seems like firsthand knowledge. Isn't he just repeating what somebody else has told him or somebody else has showed him? Yes, that is what he's doing, but he says he's talked to a number of people who are in very, very high level positions. He also had basically the highest level of classified material information that he was able to receive. We went back and checked over, you know, his history, all of his credentials, check out completely. Unfortunately, there's in addition, a couple people have come forward publicly to vouch for him, people who are high ranking. They have, and this article first came out this morning, and I think it's interesting that, you know, there hasn't been any sort of effort to discredit what he has said either from the Defense Department. So interesting. So what happens, you know, and have we had any reaction, by the way, from members of Congress who have been taking this seriously in the last couple of years? We've seen congressional hearings, we've seen NASA's hearing just about a week ago on UFOs or UAPs, whatever you prefer to call them. We've seen the DNI give a briefing to the White House on this. We've been hearing whispers and rumors for years. I remember even former President Trump, when he was in office, sort of saying, oh my gosh, if you knew what I knew about UFOs. Yeah. So there's always been this intrigue. There has, and think about it, Elizabeth, if you go back 15 or 20 years, if we were sitting here talking about UFOs, people would think that we were nutty. Now it's gotten to the level of where it is somewhat accepted because the government has come forward to a certain extent and acknowledged that there are these videos that exist. The Navy has released the videos themselves and said, we're not sure exactly what this is that we're seeing. Of course, what Grusch is saying really just sort of takes it to the next level. Boy, it sure does. It's almost impossible to believe. All right, Brian Nenton, thanks so much. Thank you for watching. Go to News.